Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Во продолжение ќе ги следите настаните на кој денеска работеше новинарската екипа. Повторно е прегазен мигрант кој пеш се движел по железничка пруга. Последната несреќа се случи утрово во Велес наспроти спортската сала. Животот го загуби маж на возраст од 30 години. Од СВР Велес велат дека се уште немаат потврда за идентитетот на починатиот и од која земја доаѓа. Деталите ги има нашиот колега Зоран Јаневски. Утрово околу 6 часот во центарот на Велес, на само 100 метри од железничката станица, животот го загуби мигрант од државите на Блискиот Исток. Бил прегазен од товарниот воз кој сообраќал на релацијата Гевгелија-Скопје. Несреќата се случила на пругата пред спортската сала. Според непотврдени информации, мажот на возраст од 30 години се движел по пругата со уште 20 луѓе. Мигрантот во еден момент ја напуштил групата и преминал на соседниот колосек по кој во тој момент минувал возот. По ова останатите мигранти се разбегале. Утринава околу 6 часот од вработен од Македонски железници подружница Велес во секторот за внатрешни работи Велес пријавено е дека товарниот воз кој сообраќал Гевгелија-Скопје во Велес, односно на железничката линија во близина на спортската сала Гемеджи, удрил во пешак кој во моментот се движел по железничката линија. Излезане на лице место од страна на јавен обвинител и увидна екипа од СВР Велес и во моментов се работи на утврдување на идентитетот на лицето. За кратко време наишла и друга група мигранти која ги сопрела полицијата додека правела увид на местото на несреќата. 6 мигранти ќе бидат префрлени во прифатниот центар. Во моментот кога излезено на лице место, затекнати се на лице место и странски државјани кои се приведени во просториите на полициска станица Велес и во моментов се обавува разговор со нив. Инаку за неполни 10 дена ова е четврта несреќа во која мигрант е прегазен од воз. До сега загинаа 3 мажи и 1 бебе. Во последниот случај беше прегазен маж на 25 години, кој со себе го носел и 40 дена старото бебе. Регистрирани првите 4 случаи на сезонски грип во Кавадарци. Вакцинацијата е завршена, а годинава е најголем бројот на граѓани кои примиле вакцина против сезонски грип. На ова тема работеше колегата Данов. Наглите и чести промени на времето се причина за појава на грип. Во Центарот за јавно здравје Кавадарци регистрирани се првите 4 случаи на сезонски грип, ни потврди доктор Ристе Јовановски, епидемиолог. Во меѓувреме, откако се регистрираат првите случаи на заболени од грип, во Кавадаречкиот Центар за јавно здравје заврши вакцинацијата против грип и се потрошени сите дози за вакцина кои биле доставени. Годинава вакцинирани се 770 лица. Имавме најголем интерес кај граѓаните да се заштитат од грипот досега. Најголем број од вакцинираните се луѓе над 65 години, потоа следуваат хронично болните лица, рече доктор Јовановски и додаде дека се уште има мал интерес за вакцинација. Дневно во центарот доаѓале по околу 2 лица и ќе се набават дополнителни мали количини дози, доколку ги има во Центарот за јавно здравје во Велес, со цел сите што ќе пројават интерес да бидат вакцинирани. Утре во организација на Општинската организација на Црвен крест Кавадарци, а по иницијатива на Ротари клубот од Кавадарци, ќе биде организирана третата поред крводарителска акција за студентите од дисперзираните студии во Кавадарци. Студентите кои студираат на дисперзираните студии при Универзитетот Гоце Делчев Штип во Кавадарци, утре ќе имаат можност да ја покажат својата хуманост. Имено Општинската организација на Црвен крст Кавадарци по иницијатива на Ротари клубот од Кавадарци организира доброволна крводарителска акција. Заедно со Ротари клубот ова е третата поред крводарителска акција која се организира за студентите во Кавадарци. Акцијата ќе спроведува екипа на Институтот за трансфузиона медицина, а студентите ќе може доброволно да даруваат од 9 до 14 часот. Традиционално на акцијата крв ќе даруваат и членови на Ротари клубот, активни дарители и луѓе кои за прв пат ќе ја изразат хуманоста преку најскапоцената течност. Очекувањата на Црвен крест Кавадарци се дека градот ќе има уште една успешна акција со околу 30 дарувани единици крв. Од организацијата потенцираат дека повторно запазени ќе бидат сите критериуми и правила по кои се дарува крв.
До 20 ноември трае конкурсот за доделување на општинското признание кое општина Росоман го доделува во чест на 17 декември. До 20 ноември трае конкурсот за доделување на општинското признание кое традиционално општина Росоман го доделува во рамки на општинскиот празник 17 декември. Ова признание општината го доделува на лица од Росоман или Македонија кои имаат посебни заслуги во развојот и промоцијата на општината. Се доделува како општо признание за особени постигања и придонес во афирмацијата и развојот во стопанството, науката, уметноста, образованието, културата, спортот. Признанието 17 декември се состои од доделување на плакета, право да предлагаат кандидати имаат лицата со место на живење во Росоман. Во предлогот задолжително треба да стои образложението зошто е предложено лицето со кратка биографија за истото. Конкурсот потенцираме уште еднаш трае до 20 ноември, а предлозите се доставуваат до Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации, а понатаму по одлуките на Комисијата ќе одлучува и Советот на општина Росоман. Од локалната самоуправа вела дека во тек се и подготовките за општинското празнување. Богата програма по повод 17 декември Росоман ќе понуди и годинава, а од општината очекуваат овој пат и повеќе предлози во однос на конкурсот за општинското признание. Кога веќе ја спомнавме општина Росоман, само да кажам дека во тек е и 22-та седница на Советот на општината, од која деталите ќе ги имате во утрешното издание на вестите. Ако работодавачите на своите работници не им исплатат 8.500 денари, К15 на суд ќе треба да исплатат 20.000 денари. Маја Алексовска. Доколку работодавачите на своите работници не им исплатат К15, работниците кои сакаат ќе можат да ги тужат. Сојузот на синдикатот на Македонија бесплатно ќе ги застапува и во тој случај, освен што ќе мора да им исплатат К15, ќе треба да им исплатат и 20.000 денари. Остануваат само уште 2 месеци работодавачите од приватниот сектор на своите работници да им исплатат регрес за годишен одмор. Доколку до крајот на годината не го сторат тоа, ќе се соочат со казни од трудовите инспектори и со тужби од работниците. Исплатата на К15 започна на 1 јули годинава, но до ден денес нема конкретен податок колку работодавци ја исполниле оваа обврска. Во управата за јавни приходи немаат евиденција затоа што уплатата на К15 не ја водат посебно, туку во рамки на пресметката на бруто платата. Според најновата анализа на Сојузот на синдикати на Македонија, досега 40% од приватните фирми во државата на своите работници им го поделиле регресот. Сојузот на синдикати на Македонија е оптимист дека до крајот на годината оваа обврска ќе ја реализираат и преостанатите работодавци, ако не поради другото, туку затоа што ако работниците ги тужат, ќе треба да платат многу повеќе од 8.500 денари колку што е минималната висина на К15. Од ССМ истакнуваат дека во име на работниците ќе поднесат тужби во судовите и тогаш трошокот на работодавците наместо 8.500 денари ќе биде околу 20.000 денари, но објаснуваат дека на товар на газдите во вакви случаи ќе паднат и трошоците за вештачење, запишување и за поднесување на тужбите. ССМ пред неколку месеци најавува дека работниците кои нема да добијат К15 бесплатно ќе ги застапуваат на суд, но засега нема податоци дали некој работник се пожалил за неисплата. Од трудовата инспекција најавуваат дека ќе ја контролираат исплатата на задолжителниот регрес за годишен одмор, на работодавците кои нема да го исплатат до крајот на годинава ќе им ги напишат законски утврдените глоби кои вкупно може да достигнат висина до 4.000 евра. Се проценува дека во приватниот сектор има над 500.000 вработени, но според колективниот договор право на К15 имаат само работниците кои во календарската година кај ист работодавец без прекен работеле најмалку 6 месеци. Во саботата винарницата Попова Кула ширум ги отвори вратите за класичната музика. Информацијата е на Миријана Мукаетова. На патот на виното со звуците на флейтата и гитарата, комплетно доживување на сите сетила, концерт на класична музика и добро вино во комбинација со вкусна храна. Токму еден таков концерт се случи во саботата на 8 ноември на празникот Свети Димитрија Митровден во Демиркапија во винарницата Попова Кула. Страшо Темков флейта и Дарко Багески гитара изведоа дела од Јохан Себастијан Бах, Иберт, Капс, Пијацола, Јовичич, Зграја и Бела Барток.
Нашиот сограѓанин Страшо Темков работи како професор по флейта, камерна музика и оркестарски делници на Факултетот за музичка уметност во Скопје. До сега настапувал на сите музички фестивали во Македонија, низ регионот и во Европа. Последниот негов солистички настап надвор од Македонија беше на најголемиот музички фестивал Аполонија во Созопола, Република Бугарија, а како најзначаен настап на меѓународна сцена секако е концертот во престижната сала Карнеги Хол во Њу Јорк, Соединетите Американски држави. Оваа концертна година ја заокружи токму со концертот во Демир Капија, остварувајќи ја својата дамнешна идеја виното да го спои со класичната музика. Од секојаш сум ја сакал класичната гитара, како и харфата, кои што се лирски инструменти и звуковно се многу блиски со флейтата, која што исто така е лиричен инструмент. Имав многу голема желба да свирам во придружба на овие, би рекол, божествени инструменти. Кога се има желба и љубов да се направи нешто што ти е предизвик во животот, нормално е да работите на негово остварување. Така се случи мојата соработка со мојот драг пријател и колега гитаристот и професор Дарко Багески. Нашите планови со ова дуо, флейта и гитара, е да ги освојува концертните подиуми како во Македонија, така и надвор од неа. Мислам дека концертот во Демир Капија беше полн погодок и остварување на една моја идеја во понудата на најдоброто од Македонија, а виното секако дека е производ со кој треба да се гордееме, да и дадеме можност и на класичната музика. Со програмата што ја изведовме на овој концерт, во која и дела кои премиерно беа изведени, мислам дека отворивме една нова врата за изведувачите на класичната музика. Во бројните негови досегашни настапи, како член на разни форми на ансамбли, како оркестарски музичар и солист во Македонската филхармонија, Македонскиот дувачки квинтет, ансамблот за современа музика Света Софија, камерното дуо флейта, пијано, солист во камерни состави како трија, квартети и камерен оркестар, истекнатото искуство му даваа за право да ја поддржува оваа иницијатива во туристичката понуда на Македонија, во прекрасните современи винари или храмови на виното, свое место да заземе и класичната музика. Заврши шестиот поред традиционален турнир во табла Неготино 2014. Во рамките на програмата за одбележување на општинскиот празник 8 ноември, денот на ослободувањето на Неготино, традиционално по шести пат беше организиран турнирот во табла Неготино 2014. Турнирот траеше 3 дена од 6 до 8 ноември, а на истиот учество земаа 64 учесници кои одиграа интересни мечеви. Најдобрите по систем на елиминација дојдоа до самата завршница. Победник на овогодинешниот турнир е Драган Доневски, кој за постигнатиот резултат доби диплома и парична награда во вредност од 8.000 денари. Второ место освои Дарко Илиевски, кој исто така доби диплома и парична награда од 5.000 денари, а трето пласиран е Дарко Накев, кој покрај дипломата за трето место заработи и награда од 2.000 денари. Наградите на турнирот ги додели градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, кој покрај наградите за најдобрите тројца учесници додели и благодарници за учество на турнирот. Во рамки на затварањето на турнирот, градоначалникот Апостолов вети дека традиција за одржување на овој настан ќе продолжи и во иднина. Поради лошата игра во вториот дел и чудните судски одлуки, кошаркарите на Фени загубија во Куманово. Кошаркарите на Фен Индустри го загубија надпреварот со тимот на Куманово. Причина за поразот е лошата игра во вториот период на кошаркарите на Фени и неколкуте чудни судски одлуки. На дерби надпреварот ниту 90-те постигнати поени не беа доволни кошаркарите на Фен Индустри да слават нова победа. Расположените Костовски, Мандич, Јаневски и Аврамовски, кои заедно комбинираа 81 од вкупно 97-те поени на Куманово, беа нерешлива енигма за одбраната на Фен Индустри, која за разлика од нападот синоќа не го положи испитот. Мајкл Амонс одигра уште еден одличен надпревар кој го финишираше со 26 поени. Гајовиќ постигна 17, а Караджовски мечот го заврши со 13 постигнати поени. Во следното коло, кое на програмата идниот викенд, избраниците на Малинков повторно ќе патуваат, овој пат за Штип кај Новаилијата Гоце Делчев, надпревар кој треба да го врати тимот на победничките патеки.
следува временска прогноза. Утре во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност која понекаде ќе се задржи во поголемиот дел од денот. Во текот на денот облачно со повремени сончеви периоди и температура до 18 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.